животите на луѓето и живиот свет и природата, во тој случај Министерството за животна средина по редица проверки и така натаму би требало на некој субјект да му издаде интегрирана дозвола за работа. И потоа нема да биде оставен тој субјект да работи така да биде заборавен, туку има редовни контроли според законот, зависно од тоа каква е постројката, на колку време и кои параметри да се следат, за да се гледа какво е влијанието врз животната средина и врз здравјето на луѓето, за доколку има проблем да се затвори таа постројка. Но ние сега се бориме воопшто да не се издаде таква интегрирана дозвола, затоа што сме убедени дека ние сме ги виделе последиците, сме ги почувствувале последиците како граѓани од делување на таа топилница и едноставно нема зошто да размислуваме за можност такви страшни работи да ни се повторат. Значи, зборувам хипотетички сега како процедура што е. Значи, ни беше објаснета во Министерството процедурата, понатаму имавме одредена, како да речеме, лутина во нас и реакција, па зошто тие луѓе од фирмата биле примени, па нели се знае дека таа фабрика не смее да се рестартира, па нели се знаат последиците, нели се знае дека е уште загадено земјиштето. Што ни беше објаснето декларативно со посочени членови од Законот за заштита на животна средина, дека кога некој купил некој објект или земјиште и има намера нешто да прави, да отвори некаков бизнис, се обраќа до Министерство за животна средина. Министерството е должно да ги прими и да ја отвори постапката за добивање дозвола. Пазете, Јанко, тука е, значи, една работа која што на тој начин се штитат потенцијални, значи, луѓе кои со добри намери, кои што сакаат да отворат објект од евентуални рекетирање или уценување на службеници во Министерството. Значи, мора службениците во Министерството да ја отворат постапката доколку некој прати писмо на намери. И овие газдиве, значи, пратиле првин биле во Министерството, потоа пратиле писмо на намери, кое што потоа им било вратено поради некои недоследности, не знам точно што, тука да не навлегувам, тоа се некои технички детали, за кои што не знам точно, но повторно ќе најавиле дека ќе дадат писмо на намери и Министерството ќе мора да ја отвори процедурата за проверка дали нивната идеја за отворање таков и таков објект држи и дали може да се гарантира дека нема да има штета за животната средина и за здравјето на луѓето. Сега каде има трик? За кој што ние ќе треба допрва да видиме и да се организираме и да бараме искуство од зелениве движење во други земји. Имено, како ќе докаже некој бизнисмен дека му чини бизнисот и дека нема да биде штетен за животната средина? Тој треба да земе консултантска фирма, која што е на листата на фирми консултантски во Министерството за животна средина, и таа фирма, која што е лиценцирана во државава, може да изготви студија за влијание врз животната средина. Сега јас се плашам, јас мислам сите ние се плашиме, дали парата нема да го надвладее експертскиот ум и совеста. Како партиските рейтинзи нарачани што ги имавме пред избори. Ајде, умот натаму на таква споредба, значи, но тука е сега трикот. Дали ние нема да добиеме идеална студија за влијание врз животната средина, која што ќе тврди, гарантираме ние, ќе ставиме ваква, таква технологија, ќе биде супер, он ќе си го земе хонорарот како консултантска куќа, а ваму да се испорача некоја лажна студија. Сега, тука треба да ги најдеме механизмите, да ги проучиме и оние што постојат во законов, ако не е доволно да направиме дополнителни измени на овој или друг закони, за да се заштитиме од друга страна, треба да се најде, значи, објективен некој консултант кој што можеби ќе треба да биде платен од државата или од заинтересираните, во случајот велешани, велешката локална самоуправа, кои што ќе обезбедат
тие своја консултантска куќа, која што ќе направи студија во која што тие ќе веруваат, реална во која што тие ќе веруваат. Па тогаш да се споредат студиите и да може да се каже што е вистина. Мислам дека во законот ова не е многу јасно прецизирано, мора да има контролна студија. Мислам дека простор за корупција има и не се сомневам дека ќе има обид. Добро што има реакција, па све ќе биде ставено под лупа. Се е јавно, мала Богу. Ова е страшно. Ова е страшно. Знаете што, да сме ние сега Јапонија и да ова Фукушима и да дојде некој да рече ја рестартираме Фукушима, нема гајле се е во ред, не знам што ќе направат, или некој да дојде во Киев, да влезе во влада и да рече, дајте ми го Чернобил, ќе го рестартирам, не е проблем. Мислам, тоа е надвор од умот. Ние имаме проблем со очигледното. Ама, знаете како велат, правдата е слепа, па сега низ тие правни лавиринти се обидува што да се направи. Само да прочитам утрешниот број на вечер, малку, страница 8. Насловот на го има и на насловна страна, досие Топилница, Велес капут. Па вели, Топилница нека остане само споменик на една агонија на жителите од Велес. Новиот газда, скопската компанија Метрудхем, сака да го рестартира, значи скопска компанија. Да, регистрирана веројатно тука. Метрудхем сака да го рестартира. Знаете што? Ја би сакал да ги прочитам имињата на тие кои се. Да, јас би сакал. Да, ова не се веќе и не е важно, мислам. Мене ми е важно. Мене ми е важно. Ова не се Кајмански острови на тајни сметки. Никаде во се знае кои се основачи и собственици. Абрамович не може да биде анонимен собственик на Челси. Се знае по име и по презиме и со колку пари. Зашто да не можеме и ние? Втора работа. Дека е тајна, ако се сака да го рестартира убиецот на Велес. Маките на Велешани повторно ќе продолжат. 3 децении упорно укажуваат дека Топилницата го загадува воздухот, водата и почвата, што го кажавте и вие, и дека Велес нема чисто небо. Ако некој еднаш направил грешка, истата не треба да се повтори, вели Пандорка Никушева, основач и прв председател на еколошкото друштво Вила Зора. Ја ви благодарам што дадовте многу добра поента, дека борбата не е само ќе излеземе, ќе протестираме и сме завршиле работа, ќе кликаме лайк на постот кај Јанко на Facebook, или ќе се јавиме, ќе протестираме. Ја бара сериозна, интелигентна, правна и обединета борба, особено ако се обединат и партиите, и граѓаните во неполитичка борба, значи и партии, и граѓани во неполитичка борба, да се борат за своето здравје, ја ви гарантирам дека ово прашање е на ден. Кога ќе стигне ова до BBC, до CNN, кога до останатите, кога и светот ќе го сврти. Бидејќи Велес е заборавен 10 години, нели? Не работи Топилницата, ајде се среди малку од малку ситуацијата, еве, но вие ми изненадевте, кажувате дека тоа загадување и покрај тоа продолжува. Страшно. Ја би ве замолил да направиме сега една кратка пауза за реклами, должни сме спрема нашите комитенти, па веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот и ќе ги вклучиме, се надевам, Велешани или граѓаните на Македонија да ги слушнеме и нивните размислувања. Интересно станува кај граѓаните, интересно станува алтернативни извори на грејење, алтернативни извори на место струја и така натаму и така натаму. Разбирливо, почитувани гледачи, дека со Лилјана Поповска разговараме и за други аспекти на екологија и сигурно ќе имаме други разговори. Предпоставам дека украдовте, не прислушувавте малку за што разговаравме, а тоа сигурно се теми кои ве интересира. Но сега имаме сериозна тема. Тоа е загадувањето, Велешката Топилница и она што може повторно да ни се случи. Кажете ми, да речеме во целава приказна, велите, еве и да вложат во нови филтри, во пречистителни станици, дека нема тука да има загадување, дека ќе биде или сведено на минимум и така натаму. Колку по вас верувате дека такво нешто е возможно и покрај онаа ужасна руина
што е во моментов кој личи на не знам, постапокалиптичен пейсаж? Не е возможно. И уште една работа да доразјаснам, значи таа руина не може да се рестартира ни теоретски. Затоа што не, тоа и законски не може да се рестартира, туку тоа ни го разјаснија и во Министерството за животна средина, кога бевме сега во неделата, значи единствено би доаѓало предвид нова инсталација да се стави таму. Значи, рестартирање нема, не постои. Тоа денеска ги информирав и колегите и пријателите од Стопанската комора од Велес, значи им ги пренесов состојбите, за да знаат едноставно да не се користи терминот веќе рестартирање. Рестартот значи е мртва работа. Но работа нема шанси и тука веќе сме на чисто со една работа. Но и да се демонтира целото тоа и нова инсталација да се доведе. Не може под стаклено звоно да биде таа инсталација. Пак од некаде нешто ќе истекува. Руди се, гасови се, истекува, дише. Не може едноставно тоа да се затвори. Свет со вакви фабрики. Предпоставам не сме уникатни со ваква нешто. Сигурно. Значи, на почетокот кажав, првин е проблем со местото, местоположбата. Не може, тоа било во близина на Велес некогаш, па направило толкова штета. Сега е во Велес, во самиот град. Да, ова е веќе во градот. Во градот е. Значи, не е возможно тука да се направи инсталација и да биде се во ред и да биде безбедно. Освен тоа, големо прашање и дали не е манипулација и навестувањето дека се работи за нова инсталација. Дали не е тоа под наводници нова инсталација? Дали некој не сака божен под нова инсталација да користи стари рѓосани цевки и да тврди дека со некои мали додатоци да го измазни, да го нашминка, па да рече еве ние направивме нова инсталација, најнови технологии или не знам што. Значи, и тоа е големо прашање, затоа што луѓето нормално си поставуваат едно прашање. Ако некој има и велат дека имаат многу средства, нели се проширија по медиумите дека има за инвестирање и така натаму, ќе било убаво вакво, такво заштитено, не знам што, се зборува зелена економија, тоа е злоупотреба на терминот зелена економија. Топилница не може по дефиниција да биде зелена економија. Кога ми го велеше тоа портпаролот од представниците таму пред Holiday Inn, кога велеше, ајде Горан Петров и Лилјана Поповска нека влезат, другите надвор, нема место. И тогаш одговорот ми беше, за нема од зелена економија овде. За нема. Значи, што и да се вети, ако некој има средства, зошто тогаш се запнал тука да прави, ами ако со тие средства што ги кажува, ајде, еве има расположение и од општината. Имавте некоја затворена средба со портпаролот? Не, отворено беше пред сите медиуми. Ова го зборувавме, некој од медиумите веројатно и пренесоа. Се обидува нешто да ве подкупат? Не, бидејќи вие како Зелена партија сте први на удар и знаат дека први отпор ќе дадете. Не. Тоа кај мене но пасаран. Така што такви нема ни обиди. Во никакви ситуации, ни овој, ни било кој други. Значи, јас сум незгодна, сигурно тоа е барем добро познато за вакви работи. Значи, за зелена технологија велам, ако веќе има некој средства да вложува и сака да вложува и сака да развива бизнис во ова и еве откупил право да работи во Македонија, ајде да размислуваме креативно. Ајде, нека направат нова инсталација на територијата до ХИВ, до хемиската индустрија Велес. Таму има широк простор, тоа е подалеку е, значи од Велес, нема блиску населено место. Сега тука со страните не би било јужно. Дали потечението на Вардар би доаѓало? Не, тоа е вдолж по автопатот, од лева страна, кога одите на кај Неготино. На кај Неготино од лева страна, така што значи на тој начин би бил Велес заштитен. А постои расположение да се размислува за тоа и од страна на локалната самоуправа, со сите што сме разговарали и од луѓето, од граѓаните, велат ајде да бараме начини таа територија
да се доискористи. Една работа што дознав од луѓе кои што работеле во Велес, а се експерти стручни, ни кажуваат дека ХИВ, хемиската индустрија Велес, била изградена всушност за производство на вештачко ѓубре и таа е потребна на Македонија, така да кажам, затоа што ние работиме земјоделие, сега и го интензивираме тоа и нам ни требаат се уште вештачки ѓубриви, иако лично јас како зелена сум многу против такви трупања се и се што, значи вештачки ѓубриња, меѓутоа тоа треба да се знае какви, од кој тип, кои се нештетни или помалку штетни, во кои количества и така натаму. Нови методологии, формули. Но тоа е друга расправа. Добро. Значи, ХИВ била изградена затоа што како нуспроизвод на топилницата се произведувала сулфурна киселина, H2SO4. А сулфурната киселина е еден од елементите за производство на вештачко ѓубре, на сулфатни вештачки ѓубрива. На вештачки ѓубрива преку користење на сулфур и сулфати. Значи, ХИВ е изграден за потребите за доработка на еден нуспроизвод од топилницата. Значи... И имало идеја, ова само, извинете да ви го кажам, ќе ви биде интересно, верувам, и имало најпрвен идеја да биде во склоп на топилницата ХИВ. Меѓутоа, бидејќи веќе биле евидентни загадувањата и штетите што ги прави топилницата, имало умни луѓе и честни луѓе, секогаш има и секаде, кои што рекле, доволно е топилницава што загадува, да не правиме поголема белја, оваа фабрика ќе ја правиме настрана од Велес. Колку е настрана таа од Велес? Немам точно бројка сега да ви кажам, меѓутоа последен пат ќе се дознае тоа. Вие го велите како добра алтернатива е токму потенцијална, доколку другите услови во некоја студија за влијание на животна средина да се дислоцира. Ова се првични размислување на граѓани, на луѓе, еве вака од разговори. Значи да се дислоцира од таму и да се изгради на друго место. Тоа е единственото. Ако веќе се гради ново, кога велат ново ќе градиме, зошто да го градат тука, да загадуваат повторно? Зошто е таму изградена? Таму ли е рудата? Таму не е рудникот? Толку знаеле на времето. Тоа е трагедијата, толку знаеле. Рудата се вади, предпоставувам, од рудници широм Македонија, така? Ги реков, Саса, Пробишти, Взлетово, Тораница. Така. Да. Така да не, како да кажам, не е врзано на лента која што тука врви, па мора тука фабриката да биде. Не е од клучна важност токму таа местоположба. Не, апсолутно не. Апсолутно ги слушнавме сите можни варијанти да не се рестартира, да не биде таму и евентуално да не го гушиме бизнисот и напредокот, да биде дислоциран. Среде поле и среде град. Бидејќи се сложувам со вас, не може да биде причина само затоа што имало бетонска плоча доле. Имено. Така, бидејќи ние збориме рестартирање не може, што значи отстранување на севкупната опрема и поставување на нова. Одлично рековте, ако веќе тоа го правиме, ако веќе тоа го прават, ако имаат толку пари, нели ви се пофалиле дека имаат толку пари? Не нам, преку така, се пофалиле дека имаат пари, па поверувам нека направат нова. Има и друга варијанта која што денеска еве стопанствениците од комората велат, ајде вика вака да размислуваме, сите сме за развој на бизнисот, за користење на инфраструктурата која што постои, близина на патишта, струја, вода и така натаму, ајде вика да се исчисти комплетно сето она што е остаток од топилницата, да се деконтаминира земјиштето и таа инфраструктура да се користи за лесна индустрија, за некоја монтирачка, преработувачка индустрија, каде што не загадува. Затоа што на Велес му требаат работни места, му требаат вработувања, но тоа да биде во лесна индустрија. И парите не да идат за лекови. Да. Како вели, џабе ми е платата што ќе ми ја дадеш ако ја трошам на лекови. Знаеш така, конечно, јас се извинувам, многу стручно го кажувате и сосема е во ред, а ја го треба превод и адаптација, нема проблем. Сосема е во ред, но морам, јас сакам да се обидам многу човечка нота да ја дадам во ова, затоа што лични трагедии се случуваат заради ова. Дозволете ми само да ви прочитам неколку редови од текстот, и гледачите ги поканувам да земат учество во дискусијата.
Резултатите од мерењата за присуство на отровите што ги вршеше Заводот за здравствена заштита стоеа под строго доверливо, заклучени и недостапни за пошироката јавност. Тие во 73-та